Додека инфлацијата го топи животниот стандард, регулаторна комисија најави дека од 1 јули ќе се воведува нов систем и тарифник за пресметување на потрошената електрична енергија за домаќинствата. Како ќе се пресметува потрошувачката на струјата за граѓаните во периодот што следи, зошто досега никој не го заштити населението со вакви тарифи, додека податоците од статистика говорат дека во земјава околу 22% од граѓаните живеат под прагот на сиромаштија, се дилемите кои се актуализираат периодот во јавноста. По повеќе од 30 години недоволно инвестирање во електроенергетскиот систем во земјава, Македонија во услови на глобална енергетска криза се одлучи да го менува тарифниот систем за снабдување со струја. Новиот блок тарифник ќе функционира на принципот колку повеќе трошите, толку повеќе ќе плаќате. Професорот Антон Чаушевски од Електрофакултетот во Скопје ги образложува новите методи за пресметување на електрична енергија. Прв пат во нашава земја во Македонија се воведуваат вакви, да ги наречам некако блок тарифни модели, каде што ќе се плаќа за секој блок подредена цена, почнувајќи да речеме како изгледа тоа. Ако да речеме, еве пример ќе дадам, потрошувачката 1500 киловат часи месечно и имаме три граници на 500 киловат часови, 1000 и 1500 киловат часа. Првите 500 киловат сати ќе се плаќаат со најниска цена, да речеме 6 денари. Вторите киловат часови, вторите 500 киловат часови ќе бидат нешто повисоки, можда 30, сега давам паушално јас како пример за да биде појасно за аудиториумот. И третата група, можда и четврта ќе има, не знам како ќе одреди регулаторната комисија, ќе плаќаат највисока цена, можда пазарна цена. Зошто е тоа така? Затоа што некако субвенцијата би била во на првиот тарифен блок, каде што сите влегуваат нормално, стартуваат од 0 до 500 и таа субвенционирана цена, да кажеме еве под наводници од страна на владата, би била за сите подеднаква. Промената во регулативата која се однесува на сите граѓани треба добро да биде подготвена, смета професорот Константин Димитров. Тој принцип веројатно и во регулаторно не знаат како да го направат и се обидуваат. Бидејќи за да донесеш една нова вака драматична промена во регулативата, која што се однесува на сите граѓани, треба добра подготовка. Затоа треба да се истражи тие модели кај тие што ги применуваат и да се изанализира кај нас како тоа ќе се примени и дали може да наместо добрата намера да не однесе до пеколо, до нови проблеми, недоразбирања. И ако се одеднашка се прави една нова социјална категорија или три категории кои што само се дефинирани преку потрошувачка на електрична енергија. А тоа не е дозволиво, например, со уставот да се прават такви категории. Кој што ќе се побуни, постои можност да го обори пред Уставен суд. Експертот по електроенергетика Чаушевски посочува дека ќе се интервенира само во високата тарифа. Овој модел на скалисто пресметување на потрошена електрична енергија го има во повеќе земји во Европа. Значи не е секаде подеднакво исто. На таков начин се ограничува, меѓутоа се дава можност некако тие што имаат, да речеме, финансиски се помоќни и за нив цената на електрична енергија не представува проблем, да тие плаќаат повеќе. Значи, она субвенција од страна на владата или она регулирана цена да биде за сите подеднакво пресметена, а оние поголемата потрошувачка ќе се плаќа повисока цена. Дали има логика во пазарната економија, они што трошат повеќе наместо да плаќаат помалку, во овој случај ќе биде обратното, ќе плаќаат повеќе? Видете, ова е воведено заради оваа ситуација што не снајде, мислам и нас и Европа и сите. Може да изгледа економски нелогично, меѓутоа јас и повеќе наврати сум рекол дека електричната енергија не е таква категорија како и другите, да речеме, стоки и услуги, да речеме, колку повеќе трошиш, цената да биде пониска. Професорот Димитров е со диаметрално спротивставено размислување од Чаушевски. Тоа е спротивно на логиката на деловноста на бизнисот. Затоа што сите знаат кога трошиш на големо, купуваш на големо, поевтина ти е цената. Одека ако трошиш на големо ќе платиш повеќе.
А што се случува? Еве, ја еден пример ќе кажам. Имате сиромашни фамилии, ама се родителите со двете деца, кои што исто така формирале фамилија, ама немаат пари да купат стан. Сите се водат на едно броело. 8 души може доме или 9. 8 души трошат на едно броело, ќе потрошат повеќе струја. И сега ти ќе го казнеш, а може со една плата. Не се дефинирани финесите и проблемите. И колку е оправдано, не навлегувам. Целта е некој да плати повеќе. Ненавременото носење на тарифникот за струја, професорот Чаушевски го правда со времето потребно за изготвување на анализите. Не е само да се излезе во пресред на граѓаните, меѓутоа и на компаниите, на енергетските компании, затоа што можеме да направиме во ред, ќе ги регулираме цените, ќе ги субвенционираме за граѓаните, меѓутоа од друга страна можеме да ги пропаднеме енергетските компании, затоа што производствената цена е секако повисока од она регулираната цена. Не е ова дека се чекаше, не знам, да се удри по граѓаните, меѓутоа самата енергетска криза го наложи тоа да се бара некаков начин на субвенционирање, меѓутоа до одредена граница. Тоа е исто како, не знам, некаков пример да дадам. Ти овозможува да купиш, не знам, брашно 2 кила по таа цена, а оние останатите, ако некој повеќе му треба, ќе кошта тоа повисоко. Поред експертот за енергетика Димитров, има две причини кои допринеле за доцно интервенирање на државата во тарифите за струја. Според мене две причини. Ако ја зголемеа наместо за 10% за 30%, ќе паднеше влада. Социјален немир ќе се предизвика, тоа е првото. Второ, па нема пари да покријат купување на електрична енергија, колку што има пари, толку дадоа шанса и така ќе се формира и цената. Колку што можат да покријат за социјален мир, до таму ќе се зголеми цената. А може да се процени според изјавата на председателот на регулаторот, дека ќе биде веројатно таа група најмногу што ќе плаќа до реалната цена. И тука сега пак не е добро кажано. Денеска граѓаните плаќаат 130 евра мегават сат дневна електрична енергија. Цената на пазарот се движи меѓу 220 до 250 евра мегават сат на берза. Ама на нејзе треба се накалемат уште дистрибуција, транспорт, ева на МЕПСО, операторот на мрежата. Прашање е, ако мислеа на тоа, дали таа категорија ќе плаќа цена која што е на ниво на 300 евра по мегават сат. Ништо не е кажано. Советникот во владата за енергетика, професор Чаушевски, сепак посочува дека новите тарифи ќе се одразат врз граѓаните кои се греат на струја. Тоа можеби ќе се одрази на оние што се греат на електрична енергија. Значи ќе ги натера да бараат други алтернативи, друг начин за затоплување на домовите. Затоа што вака, чим се троши електрична енергија, значи таа е најефтина варијанта. До сега и владата, меѓутоа и политиките на било кој од челниците велеат дека односно и стимулира купување на клима уреди и грејење преку електрична енергија. Да. Па проблемот сега во летните горештини исто ќе биде. Да. Кои се советите ваши за граѓаните? Да, може да изгледа малку контрадикторно, да. Меѓутоа, овие клима уредите се некаде трошат по 1 киловат час, да речеме, на час, како да кажем, 1 киловат час. Сега, тоа може да пресметат ако е 5 часа во денот, тоа се негде 150 киловат часови ќе потроши еден клима уред. Професор Димитров пак вели дека на удар ќе бидат и сиромашните граѓани. Ништо не е објаснето и ние сега само предпоставуваме и спекулираме, гледаме по нешто, слушаме по нешто, не знаеме. Не знаеме како ќе биде и нема да биде најдобро. Ќе погоди. Многу сиромашни ќе ги погоди и тоа. Затоа што може ќе бидат со зголемена потрошувачка, поголема категорија, а ќе мора да плаќаат затоа што многу трошат. Различно од Димитров размислува Чаушевски. Вие најсиромашната категорија на граѓани, за нив мислам ова нема да има никакво влијание. Значи, да се разберем, они онака се во првиот блок тарифни, ке така да го наречам. Значи за нив ќе нема никаков
никаква промена ова. Експертската јавност предупредува надлежните многу да внимаваат при утврдувањето на границите на потрошените киловат-часови, за да не бидат погодени оние кои тешко ги плаќаат сметките за струја. Со сигурност граѓаните ќе плаќаат поскапа струја. За тоа што ни се случува голема вина, имаат нефункционалните институции кои навремено не направи анализи и план за навремени мерки за ублажување на ценовниот шок од електричната енергија. За сега изостанува одговорноста, додека зголемувањето на цената на струјата ќе допринесе до нови поскапувања на и онака скапите намирници за живот. Господин Бислимовски, најавувате нови тарифи за цените на струја. Веќе долго време. Колку долго време? Ова веќе од кога започна енергетската криза од минатата година, Добро. која што пред се е ценовна криза. За жал сега постои и можност и да има и недостатоци во Европа пред се на природен газ, а со тоа ќе се загрози и производството на електрична енергија. Значи го работиме некаде од октомври-ноември минатата година и правиме анализи за да воведеме блокови кај домаќинствата, имајќи во предвид дека нашето домашно производство е релативно ниско во изминатите 10 години и за да се обезбедат потребите на домаќинствата, се прават и дополнителни увози на електрична енергија и кога цените на пазарот беа релативно ниски, тоа е помеѓу 50 и 60 евра за мегават час, тоа не представуваше никаков проблем. Денеска електричната енергија на слободниот пазар во Европа, а со тоа и во регионот, изнесува негде околу 250 евра за мегават час. Добро, тоа знаете како се е тоа апстрактно, што се мегават час, која е Тоа цената. значи дека предходно увозот, ако не чинел за регулираниот пазар на електрична енергија 30 милиони евра, сега не чини 150 милиони евра и тоа прави сериозен притисок врз цената. Производство ниско, тоа го кажавте, во Македонија има и одамна тоа го говорите, особено кога имаше енергетска криза. Во меѓувреме ништо не се случи. Никој не се потруди да започне некакво производство. Во 2022 домашното производство од ЕСМ, според оние податоци што ги имаме од првиот квартал, се очекува да биде некаде за помеѓу 15 и 20% повисоко отколку што било во 2021 година. Но тоа не е доволно, така? Ние сме имале во просечно производство некаде од 2002 до 2006 од околу 6 милиарди киловат часови, сега ќе бидеме радосни ако имаме 3 милиарди и 700. Но сето тоа е заради една негрижа во изминативе 30-40 години. Од моментот кога сме ги направиле трите блока во Битола и термоелектраната во Осломе, ние живееме на стара слава и мислевме дека постојано ќе траат тие златни времиња. Тоа вие мислевте? Говорите во множина. Кажувам за државата. Ја во 80-тите и 90-тите не сум можел, но факт е дека ние како држава не сме воделе сметка. Ние како држава ништо не значи, тоа знаете, граѓаните ни се однесува на Државните граѓаните. институции во државата не Политичарите. воделе. Значи, државните институции се исто апстрактен поим. Се однесува на политичарите, оние што биле задолжени да се грижат за производство на струја, за да не дојде до ваква криза. Така? Да? Да речеме и политичарите кои што ги поставувале функционерите на одредени позиции и тоа е факт дека ние имаме драстично намалено производство на електрична енергија. Ајде да го објасните ова околу новите тарифи. Оние кои нема многу да трошат, со едноставен јазик за граѓаните, и тоа е веќе одамна се говори, како кажавте, од октомври. Да. Запишав, од октомври. Оние кои малку трошат, тогаш многу помалку ќе плаќаат од сега. Значи, оние кои што малку трошат, ќе плаќаат во првиот блок, ќе плаќаат помалку отколку сега. При тоа, Што значи? Може ли да објасните во колку е овој тоа момент помалку? не можам да кажам точно, пошто ги правиме, ги немаме точно одредени блоковите, но ќе биде помалку, да не кажуваме конкретни бројки, ќе биде помалку со цел да се даде сигнал
на тие што штедат, дека ќе имаат помали трошоци за електрична енергија. Ајде Инаку, кажете. блоковите вообичаено се воведуваат во земји кои што имаат проблеми со високи трошоци за набавка на електрична енергија. Кои се тие земји? Па во регионов такви блокови постојат во Хрватска, Србија, Косово, Албанија ќе воведе. Значи целиот регион практично кој има проблеми. Добро. Но сега се воведува во Македонија. После за тоа ќе ве прашам, сега ме интересира околу овие 17 домаќинства кои најмногу трошат. Зошто им било дозволено од страна на ЕВН, претпоставувам? Значи, прво Толку многу да трошат. Да кажеме дека ние како од кога ги правиме блоковите, правиме сегментација на колку да изнесува блокот и дојдовме до податоци дека прво дека 1% од домаќинствата трошат 20% од електричната енергија. И понатаму кога одевме во детали, дојдовме до дека има 17 на потрошувачи кои што трошат 10% од потребите на електричната енергија за домаќинствата. При тоа тие луѓе не прекршиле никаков закон. Едноставно, такви се условите, си плаќали, тие се редовни плаќачи, да не кажуваме дека правеле нешто лошо. Но сепак не требало да им биде дозволено. Според мене, кога се издава енергетска согласност за домаќинство, таа максимум треба да биде до 40 киловати. Требале да плаќаат повеќе? Не, за тоа е кога се издава, кога барате вие да се приклучите. Така, ве разбирам, мора да има некаков они лимит. Приклучокот си го платиле колку што чинел. Значи, ништо не прекршиле, но вие не може да направите јасна дистинкција дали приклучокот ќе биде за колкава потрошувачка ќе биде. Но кога виделе, си побарале енергетска согласност, си дале едно полна шема, јасно било дека намената е за домаќинства, согласно постоечката регулатива и си добиле согласност за приклучување. Но и видете, тоа не представуваше проблем додека не имавме високо производство и немаше никаков проблем. Но не сте мислеле на криза. Имало високо производство, не сте мислеле на криза дека ќе дојде. Не се мислело на криза дека ќе дојде. Лошо се управувало со државата. Едноставно. Во енергетиката е доста инертна, но кога ќе започне да паѓа, тешко се спречува тоа. Ние сме во 5 до 12 да го спречиме тоа и да имаме доволно домашно производство. На време не било спречено. Во 5 до 12 сме се. Добро, кажете ми што значи дека многу трошеле? Копале криптовалути, тоа е првата асоциација. Па не е само тоа, има и реална потрошувачка си има. Што значи? Комодитет во домаќинството и се трошат. И не е тоа проблем. Не прекршиле ниту еден закон. Но што значи? Кои се тие домаќинства со име и презиме? Регулаторната комисија за енергетика нема тие податоци, не е во ред да се кажува за тие домаќинства дека прекршиле нешто. Тие не Но да објасните на јавноста... Јавноста треба да знае дека ние повеќе како држава, односно регулираниот пазар каде што се снабдуваат домаќинствата, 100% од потребите ги обезбедува од ЕСАМ. А по закон, само да објасна, по закон требаше да биде 60%. Со цел да се спречуваат сериозни ценовни шокови, ЕСМ набавната цена му е 41 евро за мегават сат. 6 пати пониско таа што е пазарната. ЕСМ можел да продава на пазар и да оствари енормни профити. Но владата како собственик на ЕСМ се решила да води сметка за стандардот на граѓаните. Да воделе сметка за стандардот на граѓаните, немале да дозволат. Немаме таа една комоција да можеме ЕСМ да продава по цена од 41 евро, бидејќи неговата производна цена е далеку повисока. Но сега е предоцна. Сега ќе се не е предоцна апсолутно. Сега ќе се констатира кога има криза. Сигнал дека домаќинствата кои што штедат
ќе имаат помали трошоци за електрична енергија. При тоа збориме и за домаќинства кои што се греат на електрична енергија. Зошто до сега тоа не беше сторено? Ако кажавте од октомври дека го најавувате овој нов проект, нови тарифи кои веќе постојат во регионот, зошто до сега не ги заштитивте граѓаните кои се сиромашни? Знаете кој е процентот на сиромашни граѓани во државава? Скоро 30%. Регулаторната комисија за енергетика даде во повеќе наврати предлог да се зголеми опсегот на социјалните ранливи категории на потрошувачи и веќе се работи со тоа во Министерството за труд и социјална политика и во Министерството за економија. Ама знаете И од како? 1 јануари опсегот е веќе зголемен. Бидејќи претходно не беа вклучени пензионерите од прва категорија, оваа година се вклучени за прв пат и пензионери од прва категорија добиваат одредена субвенција. Ние кога носевме цената на електричната енергија во декември, профитите на електродистрибуција и на МЕПСО ги укинавме, ги намаливме за 90%. Значи се што и стоело како механизам на располагање на регулаторната комисија за енергетика било направено. Дополнително гледаме дека цените на електричната енергија во регионот и во Европа во наредните 3-4 години ќе бидат екстремно високи. Ние сме увозно зависна земја. Добро, но и мораме да дадеме сигнал да започнува да се штеди. Не ми одговоривте зошто од октомври анализирате, сега е мај. Зошто тоа побрзо не го направивте? Ќе ги заштитите оние граѓани кои се навистина сиромашни. Конечно и средната класа е осиромашена и не можете да веќе да ја дефинирате како средна. И со последната одлука за цената на електричната енергија, регулаторната комисија за енергетика водеше сметка за тоа. Голем број на трошоци кои што ги имаа компаниите не им беа признати. За прв пат од кога постои оваа регулаторна комисија за енергетика, во МЕПСО не беше прифатен бројот на вработени колку што е, туку го замрзнавме на ситуација од 2008. Значи превземани се мерки да не биде тоа на грбот на потрошувачите, но треба да се знае дека оваква пред се ценовна енергетска криза прв пат се случува. Но морате на се Прв да пат се бидете случува подготвени. и во Европа, прв пат се случува и во регионот. Имаше земји кои што цените на електричната енергија ги зголемува и за 30 и за 40%. Значи, во земји каде што не постои регулиран пазар на електрична енергија и каде што домаќинствата купуваат електрична енергија на слободниот пазар, трошоците за електрична енергија им се зголемија за повеќе од Тоа 2 не, пати. знаете, и сам дека нас не интересираат останатите земји. Ова е сиромашна земја која очекува да и сами кажавте дека политичарите требале да работат соодветно условите, дека немало производство на струја. Вие бевте тој што критикува и тоа низ месециве особено. Апсолутно. Да, но критиката е сега зошто се дозволило 17 домаќинства и се уште се дозволува од октомври кога сте констатирале се уште тие да имаат некакви бенефити, односно да користат криза наместо да плаќаат повеќе. Значи, нормално ако имале повисока потрошувачка си ја плаќале и плаќале Но многу повеќе. еднакво Плаќале, како имале иста со истата цена. тарифа. На тоа мислам. Да, со истата цена како оние што малку трошат. Зашто трошале? Не ми објаснивте зашто трошале. Не може да се знае зашто трошат, бидејќи ние немаме увид од тоа, ние го гледаме само како потрошувачка. И не сакам да се добие впечаток дека овие домаќинства нешто правеле лошо. Они си работеле согласно подзаконски акти кои што постојат. Да. Апсолутно. Проблем се подзаконските акти, а не и домаќинствата. Сега, инаку во категорија на домаќинства, заради помалку и социјалниот карактер на тарифниот систем, влегуваат и градинките. Добро. Значи, државата води грижа. Градинките плаќаат по цена за домаќинства. Колку е тоа одржливо, колку не е одржливо, ќе покаже времето. Но градинките плаќаат по цена за домаќинство. Старски домови плаќаат по цена за домаќинство.
Добро, тоа никому ништо не би значело ако домаќинствата еднакво се осиромашени, знаете и сам. Со новиот концепт, тој што штеди ќе биде награден, кој нема да штеди Кога ќе биде ќе тоа? плати во текот на месец јуни ќе се донеса, најверојатно ќе почне промената од 1 јули или од 1 август. Добро, благодарам. Благодарам.